Од осамостојувањето па се до денес, Република Северна Македонија нема жена на трите најзначајни позиции во државата. Председатели на држава, влади или собрание биле исклучиво мажи. Бројот на министри, жени во централната власт е околу 20%. Мал број на жени биле председатели на општини. Жените се представени единствено на листите со квоти за пратеници или општински советници. Дали општеството тешко го менува мачо менталитетот или пак политиката кај нас се уште сфера на физички посилните, тоест мажите. Жените во политиката целосно се маргинализирани. Управувачките функции во општеството се далеку од нив. Доколку ги има, тие се само да пополнат бројка, ги поставуваат на недобитните места за да имаат некакви квоти. А за овие локални избори, состојбата е катастрофална. Од податоците на листите на сајтот на ДИК се запишани 301 кандидат за градоначалник, од кои само 25 се жени, односно нивната застапеност е 8,3%, наспроти мажите кои и на овие избори доминираат на листите со дури околу 92%. Иако декларативно сите велат дека жените треба да се рамноправно застапени, во пракса тоа не е така. Премиерот Заев, кој воедно и лидер на владеачката СДСМ, вели дека се залага за рамноправност на жените. Кога се залагаме и кога градиме услови за еднакво и рамноправно учество на жените, всушност градиме подобар свет за сите. Јас повеќе пати сум рекол и еве ќе повторам и сега. Во овие услови, кога мажите се уште во многу поголем број носители на функции и на одлуки, исклучително е важна нашата улога, улогата на мажите во подобрување на системот и нашето отворено делување за поголема родова рамноправност. Да покажеме дека ова не е само женска борба. Ова е борба која треба да биде поддржана од сите прогресивни луѓе. Но оваа заложба не се гледа на листата на кандидати за градоначалници. За локалните избори на 17 октомври СДСМ има кандидирано помалку од 10% жени за градоначалници. Од вкупно 69 кандидати само 5 се жени, и тоа во помалите општини како што се Рачиново, Петровец, Могила, Македонска Каменица и Старо Нагоричане. Иста ситуација и во опозицијската ВМРО-ДПМН. Оваа партија има поднесено кандидатури за 63 општини, од кои само 3 се жени, и тоа во општина Центар, Крушево и Берово. Но ВМРО-ДПМН ја поддржуваат независната кандидатка за град Скопје Данела Арцовска. Процентуалната застапеност на жените на овие локални избори навистина загрижува, вели Марија Митева, портпаролка на ВМРО-ДПМН. Нашите закони не предвидуваат квота за кандидирање на жени градоначалнички, како што тоа е случај со советничките листи. И тука ние како политички партии тоа мораме задолжително да го почитуваме, и дури бројот е поголем. Ако обврската е 40%, вкупната застапеност е 46%. Но тоа што во законите нема афирмативна мерка за жени кандидатки за градоначалнички, не треба нас, политичките партии, да не ослободува од обврската, да се бориме за поголема родова застапеност. И фактот што жените се помалку се вклучуваат во изборна трка, говори дека работите во општеството бавно се менуваат. Митева вели дека има две причини заради тоа. Прво, поради само декларативната заложба за активно вклучување на жените во политиката, и второ, од причина што насилството е се поголемо врз жените во политиката. Сепак, вели ВМРО-ДПМН имала досега најмногу кандидирано жени. Како жена сум исклучително горда на ВМРО-ДПМН што во минатото имаше кандидат за председател на Република Македонија и што во моментов поддржуваме независен кандидат жена за градоначалник на градот Скопје. Се согласувам дека не е доволно, се согласувам дека треба уште повеќе, но мораме да се согласиме сите дека е доволен показател и чекор напред за вистинската заложба која што имаме за жените. ВМРО-ДПМН има 3 кандидатки за градоначалник и ја поддржуваме и кандидатката за градоначалник на градот Скопје. Дуи има 19 кандидати за градоначалници, но само еден од нив е жена. Таа е Тегута Рифи, која ќе се бори за третиот мандат во општина Тетово. Поради малиот број кандидатури, нивниот процент на застапеност на жените е околу 5%. Кај Алијанса за албанците и Алтернатива, како и од БЕСА, немаат ниту една жена кандидат за градоначалник. Се обидовме да добиеме изјава зошто е тоа така, но оттаму не сакаа да го кажат својот став.
Со најмногу застапени жени на градоначалнички позиции е коалицијата Одлучно за промени на ЛДП и Дом. Од таму вела дека од 18 кандидати, 30% се жени. Нивната позиција внатре во партиите, сега кога зборувам за партии, сепак кај на себе во Македонија има само 2 партии кои што се жени председателки, останатите се мажи и генерално во тие извршни централни одбори во самите партии повеќето се мажи. Она што е исто така многу важно е дека нашето општество се уште е патриархално, традиционално и се уште политиката се смета за машка работа, машка професија. Но и застапеноста на жените во листите на коалицијата Одлучно за промени е под просекот на светско ниво. Според податоците на UN Women, од 133 земји, учеството на жените во локалната власт на светско ниво е 36%. Само 2 земји имаат над 50%, додека во 24 земји учеството на жените е над 40%. Според индексот на UN Women, во 2020 година Северна Македонија е на високото 22 место во светот со 48 жени од 120 пратеници во парламентот. Но ова се должи на законските квоти кои налагаат 1/3 од кандидати за пратеници да бидат жени. Додека според бројот на жени во владата паѓаме на 84 место со само 5 жени од 23 министерски столчиња или 22%. Како позитивен пример е битолската општина Могила. Таму има 3 кандидати за градоначалник, од кои 2 се жени. Тоа е единствената општина каде жените имаат мнозинство кандидати. Од Одлучно за промени ги потенцираат причините за ваквата состојба. Оној говор на омраза, дискриминацијата кон жените, ако сакате и мизогинија, сексизам и шовинизам присутни во јавноста, апсолутно е така, која е форма практично на насилство врз жените, ги обесхрабрува жените да се вклучат поактивно во политичкиот живот. Тие ги потенцираат и решенијата за надминување на проблемот. Оние форуми на жени, унии на жени кои што ги имаме во партиите, рече си да нема политичка партија која нема ваква организација, сметам дека треба да бидат финансирани независно од буџетот. Сега партиите добиваме сите одреден процент или средства од буџетот, кој е наменет за партиското функционирање и од тој буџет практично се одвојуваат средства за функционирање на партијата, на форумот на жени, на младинските организации и така натаму. Мислам дека треба директно да имаат собствена сметка форумите, па и ако сакате и младинските организации, истото го предлагам и за нив, на тие сметки да им се префрлаат пари директно од буџетот. Во Европа пак Исланд може да се пофали дека има мнозинство жени во собранието. Оваа држава стана прва земја во Европа во која има повеќе жени отколку мажи во парламентот. Од 63 места во законодавниот дом, 33 се жени, односно 52% застапеност.